Барањата на средношколскиот пленум остануваат исти од минатата година. Видоизменување на моделот за екстерното тестирање, затоа што екстерното тестирање има многу аномалии кои што се штетни за просекот, односно средниот успех на учениците и за проценка на нивното објективно знаење. Моделот на државна матура да остане ист за оние средношколци кои што моментално се ученици во средното образование. А новите модели за државна матура кои што ги планира Министерството за образование и наука да важат за учениците кои што допрва треба да се запишат во средно училиште. При тоа, преговарачкиот тим на средношколскиот пленум да учествува во моделирање на моделот на државната матура, исто како што треба да учествува и во моделирањето на моделот за екстерното тестирање и за било кое друго прашање во средното образование. Министерот за образование рече дека ќе ве повика да го креирате заедно новиот модел на екстерно тестирање. Бевте ли повикани, консултирани сте и кои се вашите модели за екстерно тестирање? Да. Значи, единствен пат кога има остварена средба помеѓу преговарачкиот тим на средношколскиот пленум и на Министерството за образование и наука беше минатата година, кога средношколците организираа средношколски камп. Министерот во неколку наврати најави средба, меѓутоа ние средба не видовме. Цела година измина, така да сега ќе отидеме пред Министерството да го потсетиме на нашите барања дека ние се уште Дали стоиме. имате поддршка од албанците ученици? Денеска излезува со изјава дека нема да ги поддржат, дека се за политички цели. Како го оценувате? Значи, секако меѓу средношколците има многу поединци. И банери немате на албански јазик. Значи, средношколците албанци не поддржуваат, беа со нас минатата година, Да? ќе бидат со нас и оваа година. Значи, доколку сега нема банери, можеби ќе се дојдат како поединци, ќе бидат со нас, меѓутоа со текот на времето ќе се организираме малку подобро и ќе имаме албански Зошто е многу презенци. слаб одзивот на маршот на протестот денеска? Значи, се уште се собираме. Имаме информација дека во средното училиште, гимназијата Јосип Броз Тито, учениците се заклучувани, целото училиште е заклучено, им ги одзимаат мобилните телефони и поради тоа учениците се спречени да ја остварат својата лична волја и да дојдат на средношколскиот марш. До кога ќе протестирате? Ова ќе биде овој пат сега или ќе ги радикализирате? Значи, ќе протестираме се додека не се оствари средба и се додека не дојдеме до едно разумно решение. Секако, доколку маршевите наши не бидат услишани, тогаш ќе преминеме на некои порадикални мерки, како што беше бојкотот на настава, не е исклучена можноста и за средношколски камп, а на нашите генерални пленуми ќе зборуваме, можеби ќе се појави уште некој вид на реакција. Однос на дописите што ви доставивте до Министерството за образование и до Бирото за развој, имате ли никаква повратна информација, одговор од таму? Не, значи од Министерството за образование и наука и од Бирото за развој на образованието нема никаква повратна информација, нема никаков обид за контакт со членовите на средношколскиот пленум, иако на Министерството за образование и наука многу добро им се познати членовите на преговарачкиот тим, тие имаат канали преку кои што може да не најдат. Ние сме отворени секогаш за средба, меѓутоа чекаме реакција од нив.